На референдумот за договорот со Грција, според пребројани 96% од гласачките места излегоа околу 635.000 луѓе, односно скоро 37% од регистрираните над 1,8 милиони гласачи. Над 91% од гласачите, односно над 580.000 луѓе гласале за, 36.000 биле против, а 18.000 ливчиња се неважечки. Премиерот Зоран Заев вели дека треба да се почитува волјата на мнозинството од тие што гласале. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски оцени дека народот кажал дека договорот не поминува, а движењето Бојкотирам организираше прослава поради немањето цензус пред собранието. Државната изборна комисија и невладините организации кои го следеа гласањето оценија дека изборниот ден поминал во добра атмосфера, иако имало низа помали прекршувања, како снимање и фотографирање гласачи навреди на тие што излегле да гласаат, а против едно момче што нападнало полицајци пред гласачко место во Ново Лисиче ќе биде поднесена кривична пријава. Најголема излезност има во општините Липково со над 50% и Сарај со над 67% од излезените избирачи. Најмала излезност имало во Новосело и во Илинден. Премиерот Зоран Заев оцени дека имало мирен и демократски референдумски ден. Тој рече дека треба да се почитува волјата на мнозинството од оние што излегле да гласаат и оти нивниот глас треба да се преточи во политичка активност во собранието. Тој рече дека ниедна партија никогаш не освоила толку гласови. Според него, ако имало одзив, гласовите за би биле повеќе од доволни за прифаќање на договорот. Очекувам пратениците на ВМРО-ДПМН да ја почитуваат демократската одлука на мнозинството од граѓани кои гласале, во спротивно нема друго. Ке треба да употребиме другата демократска алатка, а тоа значи предвремени парламентарни избори веднаш. Според Заев, ако не се обезбеди двотретинско мнозинство за договорот, избори би можело да има кон крајот на ноември. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски пак оцени дека бројот на граѓани кои абстинирале од гласање е драстично поголем од оние кои гласале за договорот со Грција и затоа договорот не добил зелено светло од граѓаните. Сепак тој одбегна директно да одговори дали ќе побара предвремени избори. Бројките се немилосредна категорија и многу јасно во моментот го изразуваат расположението на граѓаните на Република Македонија. Ова беше битка за Република Македонија. Не беше битка за предвремени или било какви други избори. Се разбира дека ВМРО-ДПМН продолжува со незините активности, а во насока на пронаоѓање вистински решенија кои што би значеле подобар живот за нашите сограѓани. Во меѓувреме, неколку стотини луѓе на повик на движењето Бојкотирам вечерва излегоа пред Македонското собрание на прослава поради немањето цензус на референдумот. Тие рекоа дека народот јасно кажал дека не сака промена на името и дека референдумот и покрај полнењето кутии е неуспешен.